Дигитално образование, да или не, реформа што како и сите претходни крева голема врева во јавноста. Дали повеќе кај родителите и невладините организации или кај децата и учениците. Се најавуваат и бојкот и протести, а за потребата од дигитално образование овие денови се зборува гласно. Во оваа емисија на оваа тема дебатираме со повеќе ешалони во општеството. Мила Царовска, министерка за образование. Добар ден, добре дојдовте во студиото на ТВ24. Јорданка Черепналкова-Трајковска од првата детска амбасада Меѓаши. Добар ден и за вас. Добар ден. На Скајп линија ќе имаме Елизабета Секирарска, наставник од Куманово, која што исто така ги проучува овие теми, а подоцна во текот на емисијата ќе се вклучат и други наставници, како и од групата на родители ги очекуваме доколку завршат со нивните активности, кои што се можеби најгласни во целата оваа ситуација која што денеска ни се случува, најгласни во однос на најгласни противници на ова што се случува. Господја Царовска, како и секоја реформа, и оваа предизвикува доста бура во јавноста. Можеби е разбирливо, луѓето не сакаат промени, тоа е секогаш така. Меѓутоа, еве, накусо, што предвидува оваа реформа што денеска ја дебатираме? Благодарам за поканата во оваа емисија и за тоа што ги поканивте сите засегнати за да можеме јасно да дискутираме, а граѓаните секако да добијат точни информации. Многу интересно што за прв пат се отвара дебата како за концептот за основно, така сега за учебници, затоа што до вчера кога зборувавме за учебници, секогаш зборувавме за некакви си ексклузивни договори кои што беа ставени под лупа на јавноста и кои што нудеа неквалитетни учебници. Сега зборуваме за тоа како вид на учебници ќе имаме и како да постигнеме подобар квалитет на учебници. Законот за учебници и други наставни материјали за прв пат утврдува можност за избор, автономно одлучување на наставникот каков учебник ќе користи, и тоа од листа на учебници до број 3 одобрени на посебна платформа која што ќе биде поставена преку Бирото за развој на образование, и внатре се поставуваат филтри за проверка од научен аспект на учебникот, педагошки аспект и од недискриминација аспект, кој што досега не беше тоа како проблем или пропусти се правеа во типот на учебници кои што се пласираа во јавност. Дополнително имаме дигитализација на учебниците кои што ќе бидат во погорните оделенија. За прв пат се воведува само во едно оделение, и тоа е 4-то оделение на редната учебна година, да видиме дали квалитетот на учебник кој што ќе се направи, но секако некако единствен извор на знаење и информации, ако е дигитализиран, ќе има поголем квалитет во системот на образование. Тука има веднаш се поставуваат неколку прашања во однос на тоа. Се стартува со 4-то оделение. Што станува со оние деца кои што немаат пристап до компјутер, до таблет, до паметен телефон, значи до сето она што ќе значи дека ги разликува од другите деца? Така, со оглед на тоа што и мојот бекграунд е социјален, апсолутно овој закон ги зема во предвид сите социјални структури кои што може да ни се појават. За прв пат добивате закон во кој што јасно и прецизно е укажано дека училиштето треба да обезбеди дигитален уред за ученикот кој што сака да го користи, но исто така за учениците кои што не може да користат дигитален уред. Во неколку наврати претходно кажував дека во моментов имам информација за 1300 ученици кои што во своите домови немаат електрична енергија, да истите им ги испечатат и да ги достават до семејството и самиот ученик, но исто така за прв пат станува збор за законски гарантирање на инклузивни учебници, или да имаме аудио верзија од истиот тој учебник и да имаме учебник на Браево писмо. Такво нешто до сега не сме имале во ниту едно законско решение, и ова е исчекор напред кој што е поздравен од сите оние родители кои што се соочуваат со предизвици и со години немаат пристап до ученици. Како тоа ќе биде обезбеден компјутер или таблет за децата и за кои деца? За сите деца кои што ќе бидат во 4-то оделение? Праведно општество значи да се грижи најмногу за оние кои што не може да го постигнат одредениот стандард, и тоа го правиме со програма на Светска банка која што ќе обезбеди одреден процент на дигитални уреди кои што ќе бидат ставени во библиотечен фонд и кои што ќе бидат ставени на располагање за учениците, затоа што, повторувам, одиме со воведување во едно оделение за да можеме и да си ги премериме силите како систем и како држава и да знаеме во која насока се движиме, затоа што наедноставно е да набавите уреди наеднаш и да не знаете што со тие уреди. Да се навратиме назад, имавме таков проект
компјутер за секое дете, во кој што милионски суми се потрошија, а на крајот немавме никаква корист од тие дигитални уреди. Затоа ние велиме дигитализираме, оној кој што може да си дозволи си го дозволува уредот, но училиштето има обврска и по закон да поседува библиотечен фонд на електронски уреди кои што ќе ги дава на реверс на ученикот кој што треба да се служи со истите. Но исто така имаме и обврска за печатење. Черепналкова Трајковска, од кој аспект вие сметате дека оваа реформа не ги задоволува оние стандарди за кои што зборевме, еднаквост меѓу правата на децата? Па токму од ова последново што сега министерката го спомна. Значи, ние уште од минатата година, од март, со посасилено темпо од октомври од оваа учебна година, во соработка со и МАСИТ, комората на компании, IT компании, со Центарот за управување со знаење, со Асоциацијата на кариерни советници, спроведувавме до скоро, до пред месец дена, акција на додавување на донирани, што не им се во функција компјутери од овие компании. Во процес сега сме ни се обрати од Лајка Мобел за донирање на интернет картички до деца кои што немаат пристап до интернет, така што нашата голема загриженост е дека дека веќе се надвор од образовниот систем, мислам, и едно дете да е, за нас е грижа. За нас е, на почетокот ми се чини дека излега и беше бројката околу 40.000, ако не се лажам. 40.000? Ученици кои што немаат пристап. Кои што или немаат пристап или немаат технички уреди, технички справи за следење на наставата. Так. Но не е само тоа, не е само пристапот. Значи, кога некој дете ќе добие уред со кој што прв пат се среќава, а сепак му треба време да научи како да ракува, да се снаоѓа во просторот на онлайн учењето. И искрено, за жал, мислам дека има, но мислам дека не во сите училишта има социјални работници кои што токму тоа би им била една од задачите за оние кои што се понеовозможени, кои што не се во иста еднаква позиција со никако, ни просторно, ни пристап до електрична струја, ни пристап до уреди и така натаму, да му го овозможат и да го приближат до нивото на знаење на оние деца кои што живеат, кои што се посреќни и живеат во подобри услови. За колку деца станува збор според вашите анализи кои што или немаат достап до НМА кога почна онлайн наставата, до компјутер или таблет кој што може да им користи во наставата, и оние кои што немаат ни интернет дома или живеат во рурални средини каде што достапноста до интернет е уште потешко? Многу интересно што опозицијата, пласирајќи лажни вести, ги наведува и граѓанските организации, а и граѓаните да добиваат лажна слика. Кога бев министерка за труд, тоа беше после тоа и во техничката влада, проценките ги правевме врз основа на ученици кои што имаат образовен додаток, дека веројатно тие се наоѓаат во семејства кои што се под ризик. Но како министерство редовно во текот на оваа учебна година ја известувавме јавноста за како се намалува или преполувува бројот на ученици кои што немаат таблети, заради тоа што морам да истакнам реалниот сектор и тоа како се вклучи во акција, локалните самоуправи. Парите кои што од минатата година беа останати во блок дотациите, ги пренамени за набавка на IT уреди и за училиштата и за учениците, и денеска немаме поголема бројка од максимум 8.000 ученици кои што следат настава на телевизија. Тоа не е мала бројка, но не е бројка кога таа ќе ја спуштите само на 4-то оделение, тогаш добивате не повеќе од 3.000 ученика кои што треба да се снабдат со одреден уред, велиме библиотечен фонд. Она со социјалната нееднаквост е аргумент кој што апсолутно сметам дека го злоупотребуваат некои кои што не познаваат социјални политики. Затоа што ако вие до вчера не сте имале можност како ученик да бидете изложени на новото време, на дигитализација, на дигитални алатки, на дигитални уреди, одеднаш државата го препознава тоа и ви го нуди
како можност да го користите и да се обучите за него, таа во тој момент прави придвижување и изедначување на позициите помеѓу некој што никогаш немал можност и некој кој што имал и учебник, и таблет, и лаптоп, и телевизор, и се што може да има, а другиот немал ни струја. Значи, вие во тој момент го изложувате на подобра стимулација и подобар когнитивен развој, за разлика од тоа што бил претходно. Што значи, апсолутно, знаејќи оваа политика социјална и тоа многу длабоко, апсолутно овој закон не носи социјално раслојување и нееднаквост, туку напротив, придвижува кон еднаквост. И тоа го кажуваат многу експерти кои што се занимаваат со оваа тема. Черепнокова, за овие аргументи? Јас навистина нити сакам да навлегувам, нити сум зазевам некаква политичка, нити мислам дека е целисходно да ја насочуваме, да даваме таква конотација во дебатата. Онаш како ние, например, настапуваме во доделување на компјутерите. Значи, ние соработуваме во различни наши активности со различни училишта, сега во контакт сме со општини, значи бараме реални бројки да ни дадат за кого се потребни и толку колку што се можностите со кои што располагаме, односно од кои што донаторите нас ни дале да донираме, значи не се водиме по бројки кои што некој друг ги изнесува во јавноста, туку секогаш сме во директен контакт со нашите корисници на услугата, на работата, како да речам, на тие со кои што се работуваме, сме во партнерство. За жал, во секоја криза, и тоа е општо позната работа која што на глобално ниво, во секоја криза секогаш најмногу трпи оној кој што и онака трпел и пред кризата. И во тој контекст мислам дека во нашата реакција кон на тоа мислевте за што беше објавено на социјалните мрежи, кога зборуваме за социјално раслојување, мислевме на дополнително истакнување. Значи, едно е во сиромашно семејство помала е веројатноста дека и родителот може да му помогне на детето, да го научи, затоа што нема ниту искуство како да работи на дигитална алатка, на компјутер, на лаптоп, како да не е дигитално писмен. Значи, тоа е едното ниво. Други се нивоа, дали има, дали уште неки поосновни... Дали тоа значи дека треба да се стопира овој тип на новина, или кој би бил пристапот според вас? Значи, ние не сме, апсолутно не сме, не надвор од разумот е да се мисли дека не треба да се следат, ние живееме во дигитално време. Ние живееме во секој сегмент од нашиот живот, присутна е дали на работа, дали социјален живот, дали комуникација, живееме едноставно во и ние и децата. Но кога се размислува за воведување, мислам дека фер е да се земат предвид и оние деца кои што и сега во моментов можам да тргнам јас како родител на дете во основно и во средно образование, во основно има дете кој што е исклучено целосно од октомври до сега. Мислам дека на почетокот одеше да зема, но тие материјали ништо не му значат ако нема кој да му помогне, ако нема кој да работи со него. Добро. Царовска, па Секирарска ја замолувам да ја вклучиме на екран, да биде присутна и ќе го прокоментираме. Ова е интересно со тоа дека мора да се направи дистинкција образование во криза и реформски пристап во осовременување на основно образование. Тие два поима, односно дигитализација, не сме да се мешаат. Самата криза ни покажа дека мораме итно да се трансформираме и тоа нема да застане со ковид кризата, туку во пост-ковид период ќе биде уште поизразена дигитализацијата. Но нашиот образовен систем покажа дека за еден месец успеа да се реорганизира и да постави интернет во училиштата и денеска да имаме во 90% од учениците следење на онлайн настава преку двонасочна комуникација ученик-наставник, а останатите 10% по распоред следат на телевизија и тоа не е чудно за земји во развој, туку напротив тоа е пристапот кој што го користат и другите земји, зашто е најраспространет медиум. Она кој што е реформски пристап кажува дека во 4-то оделение, ние не знаеме дали ќе почнеме со физичко присуство или со онлайн, но целиот концепт на учење се менува, вели да оди дома и некој да му помогне. Образованието се случува во училница, во училиште и под водство на наставник. Тоа што ние сме се научиле дека се што наставничката нема да заврши на час, родителите уште 3 сата дома треба да го спроведуваат како настава, не е образование.
Тоа се заменски наставници кои што се родители. Не, такво образование не ни треба. Затоа концептот за основно образование го продолжува престојот на ученикот во училиште со сите во наставни и изборни содржини, меѓу кои и учење на дигитални алатки. За прв пат наставниците ќе добијат инструкција за задавање на домашна задача која што не смее да биде повеќе од 20 минути во домот, а таа повеќе значи дискусија со родителот и обкружувањето или одредено истражување кое што треба да го направи и одредените сознанија да ги врати во училиште за повторно да ги конфирмираат како такви или да ги побијат со наставникот. Добрите наставници, и денеска прашете ги, имаше една професорка по природни науки, дојде кај мене и вели, јас задача за дома не сум дал во моето искуство од 20 години. Ученикот не може да учи дома и домашната да му ја напишат мајка му и татко му, јас тоа да го оценам. Јас може да му дадам нешто да размисли, да се врати, па во дискусија со мене да видам колку е тоа разбрано или не е разбрано. Такви наставници сакаме во наредниот период. Затоа интензивно влегуваме во обука. Добро, но скелетот на образованието се уште не го дозволува тој пристап, барем не од почеток. Затоа што и на виките, и на наставниците, и на децата, па и на родителите се дека тоа постои и ќе постои и понатаму. Не велам дека е против, дека не треба да се оди во оваа насока, но би ја вклучил тука секирарска. Не само да објаснам дека ние не влегуваме во деветолетката. Цела деветолетка не. Избираме две оделенија во кои што сметаме дека може да се постигнува, затоа што веќе интеграција постои и тука интензивно одиме со обука на наставен кадар и јас сум сигурна дека оние ќе покажат резултат. Добро. Елизабета Секирарска, добар ден и за вас. Добар ден. Да, веројатно слушате дел од дебатата, од тоа на кој начин се одвива. Ајде малку околу дигиталното образование, односно замената на учебниците во четврто оделение од хартијана во електронска форма. Каков е вашиот став? Еве, како практичар и теоретичар. Првим благодарам на поканата, поздрав до госпоđата министер, до вас и до госпоđата Черепналкова. Се вака, значи, многу се пишува, многу се зборува, многу се крева прав околу актуелнава тема за кој денеска се дискутира. Мојот став е ваков. Значи, прво со оглед на тоа дека речиси 30 години сум по другата страна на катедрата, нели? Апсолутно сум за и секогаш го бранам тој став за крупни реформски зафати кои ќе му помогнат на нашето заболено образование кое за жал многу децении боледува. Еднаш веќе да се залечи и да појдеме во некој правец, ако веќе имаме амбиции, а имаме, сигурна сум, и го гледаме тоа, да изградиме еден систем кој ќе биде современ и ќе ги следи современите текови. Еден од аспектите за кои најмногу се крена прав во моментов е ова за кое ми поставивте прашање, дигитализација на учебниците. Прво, ако ми дозволите, би сакала еден краток пресек само да кажам. Лично сметам дека пандемијата за жал ги извади на површина сите слабости на воспитно-образовниот систем, кои се гледа можеби помалку, можеби не, меѓутоа сега навистина се гледаат. Значи, кризните состојби подразбира мерки кои бара многу прилагодување, многу и од наша страна, и од страна на учениците, и од страна на родителите, секако, и од страна на надлежните институции, тоа сигурно. По основ на учебниците би кажала вака. Со оглед на тоа дека су многу време меѓу учениците, може би фокусот би требало повеќе да го ставиме на еден многу битен момент и да не го губиме од вид. Сите оние хартиени учебници, за кои сега многу гласно се зборува дека ако нема хартиен учебник, како што ги следам реакциите, ќе се случи да учениците останат неписмени, осакатени, не знам и слично. Може би треба да поразговараме какви беа учебниците досега, еден голем дел од нив, за жал, како учебни помагала. Значи, сум зборувала и сум пишувала многу на таа тема, низ годините што поминаа, навистина има и се уште дел од нив се во оптек. Тоа постојано го повторувам, учебници кои и концептуално, и содржински, и како сакате, воспитно, образовно, дидактички, како во која сакате форма, навистина го деформираат, го дерогираат апсолутно воспитно-образовниот систем, ги збунуваат децата, им пласираат содржини кои можеби може да им ја контаминираат таа младешка матрица, која ќе им ги креира нели понатаму за во животот. Значи, сам по себе учебникот
е помагало. Лично многу ми пречи учебник, тоа постојано го повторувам. Самиот учебник е, како да кажем, да не изгрешам, во секој случај кога сме меѓу децата, ние реализираме наставна програма, не реализираме учебник. Учебникот ни ги дава основните насоки, ни ги дава смерниците по кои треба да се движиме. Многу искрено ми пречи затоа што тој изворен дидактички материјал се сведе на единствен можен. Значи нема ништо друго, така? Од ова што го слушам сега, по основ на дигиталните учебници, исто има критики по основ на тоа што ќе се случува со учениците. Во смисла на тоа дека сега многу ќе се оптоварени, па ќе чита, нон-стоп ќе се пред монитор, па ќе имаат проблем со видот, со деформации на рбет и слично. Значи, без да се завземе или да се стекне впечаток дека завземам некој апологетски став, јас секогаш сум била на страната на вистината и сега сум. И подготвена сум и после, ако има простор, да кажам што е оно што јас го гледам како забелешка. Меѓутоа, лично сметам дека не треба да губиме од вид, дека тие ученици се оние истите деца, кои кога идеме со физичко присуство, мораме да им ги земаме телефоните, затоа што тоа па веќе е тема за друга дискусија, зошто е атмосферата таква. Господјата министер пред некој ден изјави кусо дека нашите ученици се несреќни со нас. И тоа исто предизвика лавина реакции. Дури и фелата се побуни, зошто, мислам, таква беше формулацијата, не се среќни или не знам, во смисла на тоа дека не им е убаво со нас. Добро, а кои се забелешките, рековте ќе ги споменете, еве слободно споменете ги за да можеме да ги издебатираме тук. Да, само ако ми дадете уште секунд, би сакала уште да кажам уште едно по основ на ова. Значи, тоа се истите деца во кои ние немаме контрола како родители што прават на користејќи го интернетот. Тоа се истите деца кои легнуваат со телефони, стануваат со телефони, јадат со телефони. Кога излезат да се дружат во кафулиња или во паркови, ние ги гледаме тие тажни слики каде што 4 млади луѓе, да речеме, седат и гледаат во телефоните. Значи, секогаш сакам да ги изговорам работите онака како што се. Апсолутно ќе биде потешко, не велам не. Меѓутоа, сепак е 21 век, мора да го држиме чекорот со современите текови. Веќе многу доцниме. Нели? Тоа прво. Околу тоа што е мојата забелешка, условно. Значи, приоритетите. Многу околу тоа ви сега начнате, двете господи разговараа малку за тоа и многу е актуелно, нели? Скоро пишува баш на таа тема и така секогаш го формулирам, бидејќи предавам менеджмент, па тоа го предавам и во теорија, нели? И моите ученици секогаш се обидувам да ги насочам во тој правец, за да знаат дека третиот чекор зависи од првите два. Со каков квалитет ќе чекори. Затоа мислам дека ова што министерката постојано го тврди. Верувам дека интенцијата е таа, значи да се утврдат реалните состојби на терен. Навистина таа состојба околу тоа колку деца немаат уреди и слично. Па да се направи еден убав линк со локалните самоуправи во Куманово, тоа почна пред некој ден, баш конкретно во моето училиште, стаса инфо дека локалната самоуправа бара списоци на деца кои имаат проблем по тоа прашање. Значи ќе би се вклучиле на локално ниво. Реалниот сектор. Значи има решенија, меѓутоа треба да се оди пополека, повнимателно, да не се брза многу. Онаму каде што треба да се изретерира, да се ретерира, но да не се откажува. Јас сум поборник на одење напред. Само така ќе излеземе од овој 30 годишен талок во кој нашиот воспитно-образовен процес е заглавен. Добро, благодарам. Да, останете на линија. Имате нешто да додадете на овие работи, бидејќи во основа беа опфатени сегментите кои што еве се и малку проблематични. Како ќе оди тој начин на идентификување на учениците кои што немаат? Сами ли ќе се пријавуваат? Што ако се пријават некои што имаат, меѓутоа сакаат уште еден таблет дома? Самите училишта имаат социјална слика на семејствата од каде што нивните ученици доаѓаат. И тоа сите го знаеме, стои во досието на ученикот. Секако и секој наставник си ги знае можностите на својот ученик. Така да затоа ние од терен ги собираме не само сега, дури и оние бројки кои што ги објавуваме кој како следи настава преку телевизија или со дневно доаѓање во училници и така натаму, доаѓаат од државен просветен инспекторат заради тоа што образовната мрежа е најшироката мрежа што системот воопшто како држава го има. Така да навистина сметам дека проценката нема да биде воопшто тешка и затоа навреме ја собираме, за да може сите да се вклучат и да обезбедиме точен број на таблети колку што се потребни за четврто одделение за учениците кои што имаат потреба за поддршка во овој процес.
Останатите секако се изложени на таблети, на лаптопи, на телефони и тие многу брзо ќе го совладат. Но е значено во првиот период од септември да ги добијат оние кои што досега немале такво изложување, да може да ги совладат и да влезат во тој свет на дигитализација, затоа што за многу кратко време веројатно хартијата и воопшто нема да биде во употреба, велам во периодот кога тие ќе бидат продуктивни, а тоа е за 20 години од денеска очекуваме од нив да тие бидат продуктивни граѓани и да ги следат сите трендови кои што пазарот ќе ги бара, да се ги спремиме децата, да бидеме многу повеќе сега ставени во нивните чевли, во чевлите на учениците, да не ги гледаме нашите лични интереси или нашето однесување. И јас како човек многу повеќе сакам хартии да си запишам и да си шкртнам и да си обележам. Но учениците денеска живеат во мултимедијален свет. Тие живеат во дигитално време во кое што многу полесно учат ако нешто е анимирано, низ видео приказна и веќе ја памтат. Поинтересно им е да не го забораваме тој момент на нивна постојана изложеност на видео материјал кој што секако сакаат да го видат и во училница. Ајде малку за здравието на учениците. Споменавме и самите, тие и вака и онака се многу често пред своите најчесто паметни телефони овозможени од родителите и сега кога ќе одат на училиште, каде што родителите се радуваат што таму барем ќе се изнатрчаат, ќе се изнаиграат и на некој начин ќе го добијат оној сегмент што им фали можеби дома кога се пред компјутерот или пред телефонот гледајќи YouTube или дружејќи се на социјални мрежи. Дали сега на овој начин ние ги осудуваме децата да бидат не 24 часа пред компјутер или еве минус 8 часа за спиење, 16 часа пред компјутер? А зошто? Ние сметаме дека во училница ќе дојдат, ќе го постават таблетот и исчезнува наставникот? Тоа се смета за дигитализација на учебници. Убаво кажа професорката Секирарска. Тоа е само еден извор. Тука ќе биде учебникот, ќе биде пред нив, така еве како што е овој компјутер. Тука и тие ќе мора да читаат и да гледаат од учебникот. Не е вистина. Програмите не предвидуваат такво нешто. Програмите предвидуваат интеракција. Програмите предвидуваат работа во групи. Постојано истражување. Тој ќе треба да кликне да види што има како информација некаде или во учебникот, но учебникот може да го однесе и на друго ниво, за да доистражи, па после дискутираат во група. Мислиме дека наставни ливчиња нема да има, и денеска наставникот влегува во училница и дава наставни ливчиња. Имаме ли ние наставен кадар што ова ќе го прифати? Ајде и од таму да тргнеме. Денеска го прават, само знаете како дигитализираат? Денеска наставниците го прават, сликаат вака од книга, која што е вели шарена риба, златна риба, портокалова риба, тие се сите црнобели, нема ни портокалова никаква, и го праќаат во групи. Дека ова треба да се сработи и да се издискутира дома. И за таков тип на дигитализација, значи импровизираме дигитализација затоа што е нужно потребна. Сега часот многу полесно ќе се спрема од наставникот, комуникацијата помеѓу наставник и родител многу полесно ќе оди, помеѓу наставник ученик многу полесно ќе оди, заради тоа што кога сте во дигитален свет и сите имате пристап до исти квалитет на материјал, наставното ливче не исчезнува. Тоа има само додатна вредност, а учебникот се повикува на различни извори или отворени образовни ресурси. Сите наставници, се што спремиле, ќе биде на една платформа. Денеска знаете колку ресурси имаме во период на ова ковид време? Наставниците спрема и лекции, и наставни ливчиња, и креативно надминување на проблемите и сите си ги шеруваат помеѓу себе. Зошто да немаме една платформа каде што сите тие ресурси ќе бидат дигитални на едно место и учебникот нема да биде единствениот извор, затоа што учебникот не го предаваме како што кажа Секирарска, туку ние наставниот план кој што сега за прв пат има национални стандарди кои треба да ги постигнете како резултати од учење, тоа е целта, да ги постигнеме резултатите од учење. На наставникот е оставено креативноста своја да искористи, да се фокусира само на знаењето на учениците и да го сработат заеднички тоа. Добро. Секирарска ќе ве вклучам, наставниците дали имаат можност да се вклучат во ваквиот тип на настава и дали практично поголемиот број ќе прифатат оваа реформа? Тоа е малку комплексно е прашањето. Во секој случај, меѓутоа, јас би кажала вака. Лично сметам дека наставник кој се нашол себе си во училница, ако ме разбирате, ќе се најде себе си во виртуелен простор. Затоа што оној наставник, тоа многу пати сум го кажала, оној наставник кој престанал да учи или ќе каже стар сум веќе јас да учам, таа парадигма воспитно-образовна е многу точна. Тој што ќе изговори наставник јас сум стар да учам, веројатно никогаш и не учел. Затоа лично сметам дека секој учител, секој наставник, додека е со учениците, треба да се вложи максимално. Ако сакаме од учениците да добиеме фидбек. Она што пред малку го кажав,
учениците навистина не им е интересно со нас. Кажав пред малку дека таа изјава на министерката предизвика бура реакции, меѓутоа тоа е така. Ни враќаат со тоа, ни покажуваат колку не им е убаво со нас, така што не учат или така што нели молчат од учтивост. Или вреват од неучтивост, тоа постојано го зборувам. Меѓутоа, затоа што не сме создале релација да ни кажат дека нештата не се како што треба. Сепак се тие деца родени во друго време. Тоа се деца кои од нас бараат други постапки. Затоа мислам дека ако сакаме да одговориме на предизвикот на ново време, секој од нас како наставник мора да држи чекор. Доволно е да ги сакаме децата, да ја сакаме професијата, колку и да не ни е удобно сега, во моментов и многу време, за жал, не само сега, во учителска кожа. Меѓутоа, секогаш тврдам дека учителствувањето е привилегија. Тоа не може секој да го работи. Затоа секој кој сака да работи со ученици мора да се вложи себе си максимално. Сигурна сум, имаме ние маса прекрасни учители, наставници, професори. И се најдат. Да, ви благодарам. Се обидува да ги деградираат наставниците. Јас гарантирам дека имаме добри наставници. Дури и на почетокот, само што станав министерка, ми тврдеа, ама нема шанса ти повозрастните да ги натераш да користат компјутер. Реков, хајде да пробаме. Со јасна инструкција, со јасна обука, со помош на помладите, денеска наставниците користат дури повозрастните, затоа што па имаат еден друг вредносен систем дека ученикот е во центарот, се обидува со отпетни жили да направат квалитетен час и онлайн. И да сите деца им се вклучени, да им се исчешлани, значи по еден така модел на образование како што бил и порано. За разлика од тоа што некои вредности во последно време се изгубени, но не ги окривувам наставниците. Системот се обидел да ги држи на кратко јаже со такви законски решенија во кои што не им дава развој, ги држи на 3 месеци, на 6 месеци, на 1 година, 2 ги дели на подобни и неподобни, партиска поделеност и тоа како се случувало во образовен систем, што не е дозволено никаде во светот. Така да сметам дека сега полека курсот ќе го свртиме. Ако видовте ментори, објавивме повик и немаше партиско селектирање, туку имаше селектирање на квалитетни и оние кои што не ги исполнуваат условите. Следува фаза на обука. Ние не ги бираме наставниците кога ќе обучуваме, велиме сите во прво и сите во четврто задолжително треба да поминат 3 модули. Обучувачите не ги бираме врз основа на партија, ги бираме најквалитетните, тие што биле препознаени од УНИЦЕФ и од USAID и од Бирото за развој на образование, како истакнати наставници, дајте да ги пуштиме да бидат национален тим за обука. Тоа останува во системот. Па нашите наставници со години не виделе обука. Полуобуки некои од неквалификувани кадри, од неквалификувани компании за истото. Јас за прв пат кога дојде во министерството се обраќам до бирото, велам која компанија е соодветна, која што држи обуки низ годините и е профилирана за обука на наставен кадар со педагошки современи техники. Па века нема така, која ќе си добие на тендер, како ќе си добие на тендер и на крајот тоа се спроведува на некој несоодветен начин. Зошто? Тоа ви кажува дека ако ние не сме имале профилиран, дали е здружение, дали е компанија која што врши интензивно обука, значи дека ние не сме имале ни обуки на наставен кадар и денеска сакаме да цвета образованието. Не може да цвета. Затоа сме најдоле, затоа што не сакаме да се реформираме, зашто се плашиме од новини, затоа што немаме обучувачи што се соодветни, немаме национален тим во бирото за обука. Ајде сето да го направиме како што треба, чекор по чекор. Ја не тврдам дека ќе биде совршено. Ништо не може да биде совршено преку ноќ. Но ако направиме еден квалитативен исчекор кон добро, тоа ќе го осетат и наставниците, и учениците. Само мотивирани и добри наставници може да ја носат на грб оваа концепција. Затоа го менуваме законот за наставници, во кој што покажуваме дека за прв пат не се вреднува само задолжителниот предмет како фонд на часови, туку и изборните предмети и во наставните активности или присуството на наставник во училиште кој што треба да создаде образовна атмосфера, се фонд на часови за полна плата. Тоа од една страна, од друга страна континуирана обука и грижа, не наметнување, туку грижа за наставникот и неговите потреби. Прво деление се донесува програмите. За една недела после тоа сите школи и сите градоначалници добија инструкција дека она што е напишано во програмата дека треба да се обезбеди како ресурс, до 15 јуни треба да ме известат дека ги набавиле. Ја не може да ги оставите наставниците без ресурси и да очекувате одредена придобивка или одреден квалитативен исчекор. И сега ќе речете, ама ние сме сиромашни, другите земји во регионот се побогати. Ај проверете колку трошиме за образование ние, колку земите во регионот. Исто 3,5 GDP трошиме.
3,5%. Кај сме ние, кај се тие? Тие се минимум 10 до 15 места пред нас во сите меѓународни тестирања. Зошто? Зошто ресурсите ги користат за цели за постигнување на образовни резултати. А ние сме заборавиле дека образованието значи постигнување на резултати. Ние нашите очекувања веќе нема да ги спуштаме, ниту од наставниците, ниту од учениците. Затоа ќе го подигаме нивото на квалитет, но исто така и ќе имаме очекувања. Ќе ги обезбедиме ресурсите за да наставниците го дадат својот максимум. Благодарам. Тука одиме на кратка пауза за реклами, па се враќаме и со другите гости во студиото. Повторно од студиото на Телевизија 24, во следниот дел од дебатата вклучуваме и други наставници и заинтересирани страни. Се надевам ќе ги добиеме и родителите. На скајповска линија го имаме Гоце Бумбаровски, наставник од Прилеп. Добар ден и за вас. Добар ден и добро вечер. Мило ми е што ми отстапивте простор во вашата емисија. Да. Ја знаеме темата на емисијата, па сега сакаме, чувме дел од наставниците, се вклучи Секирарска од Куманово, еве сега и вас да ве вклучиме. Кој е вашиот став во однос на оваа реформа што сега се спроведува? Јас сум наставник повеќе од 10 години, претходно работев и во високо образование, така да скоро поголем дел од мојот ангажман е во образование, така да секогаш се стремам за реформи во образованието и секогаш ги поддржувам вистинските реформи што се воведени во образование. Во однос на она што последниве денови е тема на по социјалните мрежи, по телевизиите и така натаму, а во однос на дигитализација на учебниците, искрено јас во овој момент користам дигитален учебник, користам наставник, како наставник го користам, но моите ученици користат класични учебници, односно стандардизирана форма на учебници. Што значи дигитализацијата не е нешто ново и не е нешто кое што може да се најави како реформа, но исклучувањето на стандардизираната форма на учебник за мене искрено е нешто загрижувачко. Сега во тој дел јас искрено ги следам објавите на министерката, на владата и на представници од власта и искрено не знам кој е последниот став. Затоа што неколку пати имаше промена во ставовите за учебниците, па така да на почетокот беше дека од прво до трето одделение ќе имаме стандардизирана форма на учебници, од четврто натаму ќе имаме дигитална, па сега има некоја промена дека ќе има дополнување, за да денес дознам дека е и повлечен законот за учебници, па затоа и немам некој вака цврст став од страна на министерката што ќе се случува во однос на овој закон за учебници, за да можам цврсто и точно да знам што би било тоа што ние би го очекувале во септември. Јас моментално предавам на ученици од второ одделение. Учениците се со физичко присуство, но имаме ученици кои што се онлайн. На оние ученици кои што се онлайн, јас им предавам и се служам со електронските учебници. И тоа функционира непречено, затоа што овие електронски учебници се во функција неколку години наназад. Ако можам така да сватам, вам ви пречи тоа што немаше конзистентен став од почетокот или што се менуваа изјавите или ние погрешно сме разбрале? Повелете, министерка, да чуеме, па ќе останете на линија секако. Мило ми е што наставникот исто така е поздравува иницијативата и што е поддржал иницијативата за дигитални учебници. Инаку тоа што денеска го имаат на располагање благодарение на компаниите кои што го отстапија учебникот во PDF формат, тоа не се дигитални учебници. Станува збор за нов тип на учебници, вели стандардизирани учебници. Секој учебник кој што има одредена стандардна форма е стандардизиран учебник. Не значи дека печатена е формата, дигитална е формата и колаборативна е формата. Ние зборуваме за учебник кој што е колаборативен и кој што го движи ученикот низ содржината од една страна, друга страна има мултимедијална содржина, таков учебник не може да располага сигурно наставникот, така да е многу важно да наставниците и се едуцираат, и тоа го правиме сега, сите наставници во прво и во четврто одделение ќе добијат јасна инструкција, а исто така и знаења за можностите кои што ги нудат новите колаборативни учебници. Сега, ако знаеме дека дигитален учебник немаат,
колаборативен дигитален учебник сигурно немаат на располагање, е значено да знаат дека ова е ново ниво на квалитет и за прв пат се воветува. Вели нема конзистентен став, тоа апсолутно не е вистина, заради тоа што од прв ден може да ги прочита соопштенијата до денеска е исти став. Но и денеска се врати на доработка законот, заради што се врати? Не, апсолутно имаше, мислам дека еден пратеник, нема да го именувам од опозицијата, рано од Цабајле, разбран не доразбрал, се излезе со став дека е повлечен под притисок на јавноста. Уште минатиот вторник, во моментот на доставување во собранието, секретаријатот за европски прашања каже дека целосно треба да се повикаме на директиви и документи кои што се од европската делегација, каде што посочуваат на потребата од дигитализација на наставни материјали и учебници. И тука се, едното е Европска комисија вели во областа обликување на дигитална иднина на Европа и акцијскиот план за дигитално образование 21-27, како и комуникацијата на ЕУ за достигнување на европската област за образование до 25 година преку трансформирање на образованието и обука за дигиталното време. И во овие два документа е јасно укажана потребата и затоа велиме треба да се усогласи законот со овие два документа, не текстот во законот, предговорот на законот, информацијата во влада, за да можеме да се повикаме на европските инструкции за подобрување, а секако тоа да биде забележено и во извештајот за напредок на државата. Добре, затоа што во момент кога се повикувате, да. така да апсолутно Бумбаровски, повлекување нема. Дали бе овој одговор ги вашите очекувања беа во рамки на ова што го добивте? Ве замолувам да не ги извратувате моите изјави. Јас не се согласувам со ваквиот начин на дигитализација. Јас сум за класични учебници надополнети со дигитални учебници. Тоа е мојот став. Не се согласувам со ваквиот начин на дигитализација, затоа што кажавте дека после четврто одделение ќе имаме само дигитални, односно електронски учебници. Не се согласувам со тој став. Примат давам на оние учебници кои што се класични и нормално да се надополнат со електронски содржини и сето она што може да го користиме ние како дидактички материјал во електронска форма. Тоа е со цел. А зошто? Да зошто не се согласувате? Заради што? Заради тоа што голем дел на дечиња на возраст од прво па до 9 одделение, а можем да кажем и за учениците кои што се во средно образование, по цел ден остануваат пред своите паметни уреди, да ги заштитиме нашите дечиња, да заштитиме нашата иднина. Кажав, не сум против дигитализација, но не во ваква насока. Сум за класичен учебник, надополнет со дигитални учебници кои што можеме ние наставниците и учениците да ги користиме. Затоа ве молам да не ми насочувате мојата изјава во погрешна насока, затоа што бев дециден. Класични учебници со надополнување од електронски, дигитални помагала. Добро. Многу интересно што велиме надополнување на класичниот учебник со мултимедијална содржина. Како е тоа возможно? Возможно е. Не знам, прашаме во хартијава, ајде да ја дополниме со мултимедијална содржина. Што ќе правиме? Тоа е илустрација. Да се вклучи Бумбаровски слободно, вие сте во етер. Еве вие да ми објасните како и нема проблем, ние тоа ќе го направи. Да, ви напоменам уште еднаш. Значи, одиме со класичен учебник, кој што може да се надогради, да се надополни, па може и истиот да биде во електронска варијанта. Но зборувам дека мораме да имаме класичен учебник. Учебник кој што ќе биде во хартиена форма. Затоа се залагам и тоа сакам да биде. Како мултимедијалната содржина ќе биде прикажана во хартиениот учебник? Може да биде надополнета. Како кога немаат пристап до уред, немаат до ништо? Да не се укине учебникот како форма, во хартиена. Ве разбирам целосно, само ми е значено да ми укажете на аргументација зошто сметате дека тоа така, не дека не го прифаќам, едноставно јас верувам во подобра дебата, дека добра дебата може да донесе до подобри решенија. Ме интересира како еден недигитален учебник ќе биде дополнет со мултимедијална содржина која што ќе го задржи вниманието на ученикот. Приоритетот да го ставиме на хартиената форма со дополнување. Ние и денес користиме електронски уреди кои што ги користиме во образованието. Вие многу добро знаете дека она што еден наставник сака да го представи и она што еден наставник може и има желба да ги дополни, да ги надогради знаењата на еден ученик, го прави преку
користење на разни други дидактички материјали, меѓу кои и користење на електронски, односно IT уреди, преку кои што го надополнува знаењето на учениците. Но, целта ми е да не ги исклучувате оние хартиени учебници кои што ги имаме и кои што се приматот во едно образование. Јас повторно не разбрав која е вредноста на хартиениот учебник, кој што ние секако мора да го направиме мултимедијален, за да може да ги постигнете резултатите од учење кај учениците, само за колку да го имаме, затоа што вие не предавате учебник. Вие предавате наставна програма. Таа наставна програма се постигнува на различни начини. Која е потребата од стандарден учебник? Не велам наставни ливчиња, не велам материјал кој што може да го дадете вие на часот. Зборуваме дека учебникот и денеска го користите дигитален, но тој не е колаборативен, не е дигитализиран учебник со мултимедијална содржина, туку веројатно одите на наука за деца, одите на отворени образовни ресурси на YouTube и симнувате и правите комбинација. Зошто целата таа комбинација која што сега ја правите не е поставена со линкови во еден дигитален учебник? И на тој начин да ги постигнете сите резултати. Во тој момент хартиениот ја губи неговата вредност. Дополнително, хартиените учебници се менуваат еднашка на 5 години, заради тоа што таква е постапката. А за разлика од дигиталните кои што во овој закон и тоа има како голем квалитативен исчекор, затоа што секоја година велиме комисијата треба да ја ревидира содржината, за да може да има вистините и точни податоци, што е невозможно со печатените учебници. И тоа го гледаме, затоа што до вчера зборувавме за учебници кои што го навредуваат граѓанството или велат власта е над граѓаните, кои што навредуваат жената, кои што навредуваат различни етнички групи во државата. Сето тоа заради тоа што ниту имало филтри, ниту имало грижа да еднашка годишно истото се ревидира. Некои од тие учебници се во употреба повеќе од 20 години. Имаме учебници во кои што Петар Гошев се уште е гувернер на Народна банка и нашите ученици се испитуваат и на тест им се поставува тоа прашање. Едноставно, нас времето не гази. Дигитализацијата значи брза промена и квалитетно образование. Еден чекор кон квалитетно образование. Малку со времето ве молам. Останете Бумбаровски на линија уште малку. Би сакал тука да ги вклучиме и родителите кои што се групираа во една Facebook група која што бргу доби на тежина, односно да доби многу членови во таа група. Ја вклучувам Драгана Спасевска. Добра вечер, дали се слушаме? Добра вечер на сите. Да. Мило ми е што најдовте време да се вклучите и вие во оваа дебата, макар и вака телефонски. Кој е ставот на родителите кои што се собрани околу оваа Facebook група и зошто практично толку ригидно отидовте против овој тип на реформи? Прво да ги поздравам сите родители кои што дадаа поддршка за ова што започнавме. Ние се обединивме бидејќи свативме дека овие реформи се освен нешто кое што ќе придонесе добро за децата. Во овие реформи ние како родители гледаме дека тука се е пресметано финансиски и се е пресметано како наставникот или професорот ќе се најде во тие дигитални уреди, меѓутоа нигде не видовме како децата ќе го доживеат тоа и како ова ќе влие на нивниот психофизички раст и развој. Драгана Спасевска, зошто мислите дека негативно ќе влијае на нивниот психофизички развој? Затоа што ние гледаме веќе 2 години што се случува дома. Ние сме тие кои што го гледаме, ние гледаме онлайн наставата и гледаме колку децата имаат тешкоти во однос на нивниот раст и развој, социоемоционален, духовен, ментален, бидејќи децата остани слушаат часови. После тоа повторно седнуваат на компјутер, да направат програми, да пуштат домашно, истражувања, значи имаат многу проблеми, анксиозност, физички проблеми со бидот, со орбетот, и при тоа стануваат анксиозни и раздразливи. А социјално-емоционалниот развој тука ни да останува. Значи, немаме дружење, немаме
Немаме контакт наставник-дете, немаме емоции и тука децата се уназадуваат. Добро, останете на линија. Имате ли вие некое барање до Министерството? Ќе го формализирате ли на некој начин? Ние имаме барања. Утре ги поканувам сите медиуми на прес пред Министерството за образование во 12 часот. Сметаме дека ни требат корените промени во образованието и сакаме и ние, родителите, како тело да учествуваме во одлучување и предлагање на промени во образовниот систем. Бидејќи тоа до сега не се случило. Доколку МОН, Министерството, сакаше да ги чуе белешките на наставниците и родителите, требаше да организира јавна дискусија во собранието, пошто секој училиште и факултет и МАНУ ќе бидат поканети за да дадат писмени предлози за одлука. Меѓутоа тоа не се случи. Овде се донесени брзи одлуки, кои што без никакви истражувања и никакви други мислења се донесе на брзина. Добро, останете на линија. Да, останете, мислам дека тука сака да реплицира Царовска, останете на линија, па ќе може да си повелете. Многу значено е само за сите родители, не за групата. Ова сега вашата емисија гледаат многу родители кои што веројатно не се дел од групата, да во ниту еден случај не подлегнуваат на манипулација која што се обидува да се наметне. Затоа што самото име на групата вели учебници и настава мора да има. Едно со друго прво е неповрзано, а друга работа и учебници има и ке има, и настава има и ке има. И дополнителна манипулација која што се прави, поврзување на дигитализацијата на учебници со онлайн настава која што се случува во ковид, не зашто сакаме, зашто мораме. И како пример, одлично ја спроведовме наставата со оглед на условите и во време на пандемија. Дополнително имаше став дека децата не се земени во предвид. Кој сакате експерт, прашете го. Ова е првата реформа во образование, во државава, што се случува, која што за прв пат го гледа интересот на детето. За прв пат во концепцијата интересот на детето е пред се. Дигитализацијата и модернизација на образование е во интерес само на децата. Ќе биде потешко за наставниците, не викаме ние не. Ќе биде покомплицирано за државата, но е во интерес исклучиво на учениците, кои што за 20 години од денес треба да совладаат многу повеќе содржини дигитални отколку хартиени и да живеат и работат во тоа време. Дополнително вклучување на родителите. Имаат родителски одбори, не вака неформални групи. Законот си гарантира учество на родителот во донесувањето на одлуки на училишно ниво. Јас со директорите сум во месечна координација. До сега не се случило министер да држи координации месечни со дите директори. Родителските одбори за овој тип на самите училишта новини се запознаени повеќе од 2 месеци дека ова се случува, сигурно дека дискутирале со родителите. Токму затоа па имаме одличен број на родители кои што го поддржуваат ова и знаете што? Се обидуваат во групата да коментираат и да ги постираат вистинските информации, за да не случајно се доведат одредени родители во манипулативна состојба. Добро. Но администраторот не им го дозволува тоа. Спасевска, дали е точно дека не дозволувате на други родители кои имаат различно мислење од вашето да не постираат во групата? Не е тоа вистина. Тоа не е вистина. Само сакам да се надоврзам на разговорот што министерката го каже. Тука, со овие предлог закони, министерката го стави материјалното, финансиското, технолошкото и дигиталното над педагошкото, психолошкото и емоционалното. Затоа нека не кажува дека ова е се за напредности и добро на децата. Значи тука ние гледаме дека единствена цел е да се стеснат финансиските трошоци, освен да се развива детето психофизички и по сите основи на детските права. Значи тука ќе демантирам дека ова се освен за добро на децата.
Јас со жалење мора да кажам дека ова е уште еден обид за манипулација. Финансиски средства од Министерството. Ние родителите сме одлучни дека на нашите деца им треба здрав образовен систем. А во овие реформи кои што вие ги предлагате, не гледаме такво нешто. Добро, морам да прашам, истакнам само... утре ќе доставите некои формални барања до Министерството или само ќе одржите пресконференција? И да напоменам, бидејќи министарката каже дека ние не сме валидни, ние ќе прераснеме во правно тело кој што ќе делува и понатаму, се со цел да се сменат реформите во образованието. Да, добро, останете уште малку на линија. Правни тела апсолутно се дозволени по закон и за здружувањето на граѓани е уставна загарантирана категорија, така да ги поттикнувам. Но тоа што е значено е дека манипулација се обидуваат повторно да направат дека се е поврзано со трошоци. Дали во целава оваа емисија, во претходни емисии, видовте негдека дека Министерството се секира за заштеда. Дали буџетот на Министерството за образование и наука е со зголемен буџет и во период на криза за 1 милиарда денари. Тоа укажува дека оваа влада со премиерот и со министерот за финансии, министерот за образование има тенденција на поголеми вложувања во образование. Кога последен пат наставниците имале волку интензивни тренинзи како што сега се планираат, тие не се бесплатни. Кога државата се задолжила само за основно образование, зашто смета дека тука е основната инвестиција со подршка на Светска банка. Дали ВМРО ДПМН не гласаше токму за тој закон кој што значи опремување на кабинети, подобрување на инфраструктура, обука на наставен кадар. Се тие три компоненти јасно прикажани во тоа задолжување, во таа програма, за да може да кажеме како држава дека за прв пат правиме квалитативно исчекорување во основно образование. За прв пат се превземаат системски поместувања кои што треба да донесат до подобар квалитет. Се останато кој што ни се случува вака спорадично не е гласот ниту на родителите, ниту гласот на наставниците. И наставниците веруваат во оваа реформа, затоа се вклучуваат. Каде на друго место се прават овие реформи според бени искуства, за да ги прашаме и родителите зашто се волку против? Значи имате една Србија, имате една Хрватска, имате Естонија, имате па други држави каде што до 4-то оделение воопшто немаат учебник, имаат наставни материјали заради тоа што имаат потреба од поинаков развој кај учениците. Спомнаа дека има психолошки поместувања заради ковид. Да, ради ковид, но затоа Министерството за прв пат подготви и испрати програма за работа на психолошко-педагошката служба, за да можеме да ги пресретнеме предизвиците. Но Добро. целото тоа кој што се обидува да го наметнат како дискусија во јавноста се однесува на тоа дека децата не се во центарот. Не, овој пат, прв пат децата се во центарот. Спасовска, слушнавте уште дел од излагањето. Дали сте вие комплетно против оваа реформа или сакате да се модифицира? Тоа не можам да го разберам докрај. Ние сме целосно против овие реформи. Но еве се прават и во други земји. Каков е вашиот став? Еве вака. Значи, многу земји, еве ќе ја споменам, например, Словенија и Хрватска. Основно главно средство во образованието и на учебникот. Сега ќе ви кажам како е тоа дигитално образование, тоест не е дигитално образование, туку тие се дигитални помагала кои што ги користат во образованието. Во тие земји пред ученикот стои учебник, на кој што ќе земеме, например, еден предмет географија, изучува текст по географија за некоја ридско-планински предел, на крајот од урокот, на крајот од лекцијата, во учебникот постои пут. И цело време часот е насочен на учебникот. Но при крајот на часот, наставникот им вели, земете го сега вашето помагало и поставете го на вашиот код кој што е во учебникот. За вие реално да доживеете сликата на овој ридско-планински предел. Тоа е образование. Значи, сепак се водат на учебникот и теоријата што е таму, но дополнително помагало е таблетот, во кој што визуелно може децата да ја запознаат со држината. Но сепак се водени од учебниците. И тоа е здрав образовен систем, а не целосно оценување на учебниците. Значи за мултимедијален пристап практично сега се залагаат оваа група, ако добро сватив, со кодот и со ова. Дали е тоа истото за кое што и вие зборувавте во одреден сегмент? Знаете што? Многу е интересно
што веројатно дел од овие родители се наставници кои што немаат современи педагошки техники кои што ги применуваат, затоа што во училница, во која што учебникот е пред ученикот, укажува не на застарен, на прастар модел. Не предаваме учебник. Тоа е трагедијата на нашиот образовен систем. Предаваме наставна програма која што за прв пат јасно покажува кои резултати од учење треба да ги постигнеме на различни начини и никако не сконцентрирани на учебникот, туку на ученикот, неговите интереси и поставување на содржини кои што ќе го заинтересира за да ги стекне знаењата. Секој наставник кој што се обидува да го држи ученикот залепен за учебникот, заборавил што е неговата главна задача. А тоа е да му го создаде знаење, да го прикаже знаењето на различни начини, добро, за да може ученикот да го совлада, така да Зимбаков, тоа не е здраво образование. Да, Гоце, ќе ве молам наставникот Гоце, дали сака на крај да се вклучи во однос на делот овие забелешки, повелете? Да, најпрво во однос на, јас следам програмата од почеток, емисијата, министерката спомна дека околу 1300 ученици не се вклучени во образовниот процес на ниво на Република Македонија. Очигледно мислите живееме во само момент, околу 1300, рековте? 1300 што немаат електрична енергија во своите домови, сосема различно од тоа што тие следат настава на телевизија, различна е бројката. Да, добро. Очигледно, министерка, живееме во различни светови, па јас да ви кажам дека во Прилеп, во едно училиште, над 400 ученици не посетуваат настава во овој момент. Ниту онлайн настава, ниту настава со физичко присуство. Не знам ова дали го знаете, ве молам, вие сте министер, може да проверите, овој податок. Исто така. Во кои школи може да ни кажете што е едно рече? Или во едно училиште? Во едно може да го слушнам основно училиште во Прилеп. Дали може училиштето да го чуем? Ќе му го испратам на младе. Не, сега кажете го зашто, што е спорно. Еве во интерес на јавноста да го провериме и утре јас ќе излезам со информација. Има ученици кои што не посетуваат настава ниту онлайн, ниту со физичко присуство. Го кажавте училиштето, се извинувам. Општинско основно училиште Добро Јовановски во Прилеп. Проверете ги бројките, ве молам. Ова е информација која што навистина загрижува. Знаете зошто го кажувам ова? Затоа што сите ученици немаат подеднаков пристап. Посебно со ова реформа која што вие ја планирате да ја направите, тука веќе завлегуваме во прекршување на човековите права. Дали сите ученици ќе можат да ги користат овие дигитални уреди? Тоа ми беше целта да ви кажам што се случува ако направите целосна дигитализација. Затоа јас нудам и се залагам за паралелно да има класични учебници и дигитализација. Тоа исто така многу значено, дека законското решение вели и печатен учебник во училиштето доколку некој не може да си обезбеди никаков пристап до дигитални и библиотечен фонд на дигитални уреди за да може дигиталните учебници да имаат поголем број на ученици пристап до нив и пристап на електронска платформа до сите останати ученици. Што значи дека социјалниот аспект во ова законско решение, во овој пристап и тоа како е земен. Само некој кој што не сака да ги види овие елементи на социјално изедначување во моментот кога вие им нудите пристап до дигитални алатки, може да зборува некој кој што или не знае или не сака да ги види придобивките од дигитализацијата. Да. Гоце, ако тука завршуваме, се извинувам, ќе морам на сите да ви се заблагодарам, бидејќи веќе времето го поминавме, останува простор очигледно за уште повеќе дискусија и со наставниците, и со родителите, и со невладините организации, бидејќи еве како што видовме, се отворија и други прашања во смисла на тоа дали ова реформа на хартија, на терен, како што вели наставникот, исто може да се преслика или ќе создаде поголеми проблеми. Благодарам во секој случај што бевте вечер во гости на телевизија 24 и почитувани гледачи, останете со нашата програма.